Бербата на пролетната зелка во Струмишко привршува. Земјоделците ги прибираат последните количини кои ги предаваат за 10 денари за килограм. Митко Анастасов од Робово вели дека пласманот на зелката годинава бил катастрофален и не најавува успешна сезона за земјоделците кои се соочија со високи цени на земјоделските репроматеријали и ниски откупни цени. Тој не знае дали воопшто да инвестира во нова реколта. И сега се мислам дали да го вадам, дали да дојдам да го истанирам. Веќе човеци работат, га ништо не ќе да вада, зашо да дава пари по неа. Ја и ѓубре вештачко. А на тази елка јас треба да и турам ѓубре сега. А за ваа година како што ода сега не очекувам ништо. Значи ќе работаме џабе. Билим ти не ми се ни сада пипер. А го садам треба да го работам, после ќе го земат за џабе. И он ќе е 10 динара сигурно. Разочараност има и Каице Терзиев. Тој ги спремаше површините со зелка да ги наводнува со мотори кои работат на гориво. Има околу 2 хектари засадено со зеленчук. Вели дека ништо не останува за семејството и покрај големиот труд и големите трошоци, а треба да се сади црвена пиперка. Сега треба да садиме пипер, тракторот бучат, работат, нафта скапа, ушто ќе покриеме трошко. Ѓубре сака да тураме, а сака треба да садиме. Што ќе живееме, не знам што ќе живееме. И кад ќе обстанеме едно кило бензин е 100 динара веќе. А сака ќе опнеме да вадиме пипере, познем куртовот што, не знам кад ќе обстанеме. Не може да обстанеме, нема да тураме ѓубрина, нема да тураме што ќе се роди това. А и од се роди што ќе го дадеме само трговците да живеат. Земјоделците од Струмичко за лошиот пласман и ниските откупни цени реагираа и со протести во Струмица. Тогаш се формираше работна група која ќе го следи откупот. Се разговараше земјоделците да добијат по 5 денари за килограм предадена зелка од интервентниот фонд, од што засега нема ништо. Привршува бербата на зелката во Струмичко. Во овие пластеници земјоделците веднаш ќе ги отпочнат активностите за одгледување на црвени пиперки. Но постои страф и неизвестност по која цена ќе ги продаваат, имајќи во предвид зголемените цени на земјоделските репроматеријали, но и се повисоките цени на нафтените деривати.